во северозападна бивша Република Македонија. Денеска сме 8.5.2041 година. Ова се вестите на денот. Благодарение на успешните политики за увоз на отпад, нашата држава стана светска велесила во производство на пластика. Со ова, пластично кажано, не било залудно нашето труење. По острите критики од јавноста дека главниот лик треба да го игра македонка, баба Перса ја замени Атидже во новиот дел на Ханиленд со име Маниленд. Клиничкиот центар е опремен со нови 2000 апарати за коцкање. Со оваа круцијална инвестиција значително ќе се олеснат животите на пациентите кои онака се ставени на коцка. Паско Кузман тврди дека знае каде му е собствениот гроб, но и дека не е будала да кажува каде е. Лидерот на опозицијската ВМРО ДПМН Христијан Мицковски изјави дека доколку победи на престојните избори ќе го укине новото име Северозападна бивша Република Македонија и ќе го врати историското име Република Северна Македонија. Познатиот писател Зоран Заев го промовираше љубовниот роман Sexy Pill Lady. Во оваа тажна приказна се зборува за несреќната љубов помеѓу еден струмичанец и една стара дама. Драган Таневски избран за нов потпредседател на СДСМ. Автомобилот на Весна Петрушевска денеска пронајден во Егејското море. Ова е само уште еден доказ дека на крајот се ќе исплива на површина. Димитар Апасиев се разведе. Причината за разводот е поради тоа што по пребројањето на гласовите од изборите Апасиев заклучил дека сопругата не гласала за него. Гледавте лајв од еднината. Ви посакувам среќно минато и пријатна сегашност.